Стигнавме до средината на 8-та глава во нашето изучување на посланието до Коринтијаните, второто послание до Коринтијаните. Една тема која е деликатна и покажува праксата дека колку некоја тема е по-непријатна, по-деликатна, повеќе се одбегнува, и колку повеќе се одбегнува, пак луѓето имаат повеќе потреба да ја слушат, бидејќи запоставените теми создаваат вакуум во нашата христијанска практика, во нашето знаење, а само со повторување, само со укажување, ние можеме да бидеме во правилната насока во нашиот христијански живот. Една од таквите теми е темата за давањето. Подолг текст, 2 цели глави, апостол Павле посветува во оваа послание и затоа ние го разделивме текстот во 2 служби, во 2 беседи, како што може да видите скоро цела уште една глава, една половина од 8-та глава и цела 9-та глава говорат на таа тема. Ако можеме некој тој текст што го прочитавме да го разделиме, неколку подтеми, апостол Павле вметнува овдека во поглед на давањето, ќе ги видиме тие подтеми, но прво се подсетиме малку она што го говоревме минатиот пат, тоа што апостолот го напиша како принципи за давањето. И даде и вклучи 2 примера. Едниот пример е примерот на македонците, со тоа започнува 8-та глава, со тој пример. Македонците кои немаа, беа сиромашни, иако немаа, тие дадоа многу повеќе или над нивните можности. Дури се случило така една ситуација во која Павле ги убедувал да не дават толку, а тие пак го убедувале да го земат сето она што го собрале. Другиот пример пак, што го дава во исата таа глава, е примерот на Исус Христос, давањето на Христос како најголем пример. И тука имаме всушност 2 категории, 2 случаеви. Во едниот случај давање на некој што нема, а во другиот случај давање на некој што има се. Македонците беа сиромашни, немаа, а Христос имаше се, најбогатиот. Тој има сета слава, во неговите раце е богатството во силот универзум. Всушност, се што постои, се што суштествува, се е негово. Тој е господар на се. Се е негова собственост. И тој кој има се откаже од се за да даде, тоа е за да ние се збогатиме во него. Така да имаме интересни случаи и оние што не можат да дадат, се спомнате овдека, и дадоа повеќе од можностите, и оној што имаше сепак остана сиромашен, бидејќи се даде за ние да се збогатиме во него. И она што преовладуваше во целата во првиот дел на 8-та глава е принципот на давање со радост. Не по принуда, не со жал, не со стиснато срце, туку од љубов, со радост. Тоа е давањето кое Бог го цени, зашто Бог ги чита нашите срца, ги гледа нашите мотиви и го оценува секое давање не според тоа колку, но како, зошто, од каков мотив. И убава илустрација Господ Исус дава во случајот кога вдовицата, еден познат случај, на влезот на храмот, пред касата, во касата, богатите доаѓаа, пуштаа големи суми, се восхитуваа веројатно луѓето на големата дарежливост на тие луѓе, и дојде една вдовица и даде 2 лепти кои ништо, апсолутно ништо. И можеби некој си кажеле, подобре да не ги дадеше, ништо не даде таа жена. Но Исус рече, таа жена даде најмногу од сите. Се што имаше, тие беа 2 лепти, се даде. Додека другите даваа од многото, малку даде од многото што имат, мал дел од многото, таа даде се. И за разлика од другите кои даваа за да ги видат,
за да бидат пофалени. Веројатно е било срам на жената да ја видат колку малку дава. Но Христос кој ги гледа срцата, го оцени тоа повеќе од давањето на останатите. Така да и еден принцип тука апостол Павле пишува дека давањето е мило или усрдноста, желбата да се даде, ревноста да се даде е мила или е прифатена или можна според она што го имаме, а не според она што го немаме. Така да имаме желба, но таа желба сепак е ограничена, бидејќи Бог ги одредува можностите на секого. На крајот на краиштата никој не може да даде повеќе од тоа што Бог му го дал. Бог дава на секого, тој решава колку ќе даде, и на некој Бог дава повеќе. И тој дава повеќе за да тие луѓе ја почувствуваат радоста од давањето. За тие луѓе да ја почувствуваат радоста да помогнат. И рековме дека давањето ние пробуваме насила многу работи, ама не бива насила. Добро. Да. Да. И рековме дека тој принцип што апостол Павле го пишува, дека да има еднаквост, тоест оние што имаат вишок, да дадат на оние што немаат, за да има еднаквост, не значи принципот, оној комунистички принцип за урамниловка, тоест да се собере од секого се што има и потоа да се распредели подеднакво на секого. Не е тој принципот. Павле овдека говори за нешто друго. Да нема недостиг кај никого. Тоест, во христијанството треба да има една солидарност. Они на кои што Бог дал повеќе, треба да дадат на оние што немаат, за да никој да нема кусок. И тоа е еден фер однос. Всушност, зборот еднакво значи фер. Тоест, секој може да се најде во секаква ситуација. На оние на кои што Бог дал повеќе, може преку ноќ да им го земе. Имаше нели таков случај, една таква парабола кажува Господ Исус, еден човек чишто ниви родиле, наполнил амбари, дури изградил нови и си рекол сега веќе не ми треба ништо, ќе уживам. И Бог му вели, уште вечерва се можам да ти земам. Така, тој е принципот, тој е фер принципот. Оние што имаат оние кои што Бог им дал, да дадат на оние што немат. И на крајот ја давил срцијата со маната. Цитира од Второзаконие, од Излез, оној текст кога Бог им даваше од небото мана, некои успева да соберат повеќе, може помладите, оние постарители кои што имат повеќе деца или може би вдовиците, жените не успева, така да вишокот на едниот се даваше да се покрие на достигот на другите. И сега продолжуваме со 8 глава, 2 дел и да видиме некои нови принципи кои апостолот ги представува овдека. Ајде да видиме што прво. Почнува еден најднаш како да ја менува темата, продолжува давањето, но некој се свртува со конкурентјаните, со она посета што треба да оствари Тит. Ова писмо што го пишува сега на Коринтијаните, второто послание или четврто поред, е испратено по Тит, тоест намерата да биде испратено по Тит, и во исто време да биде собрана помошта која е ветена за гладните, за постраданите христијани во Ерусалим. И можеме да видиме овдека неколку луѓе кои се наброени, еден познат Тит и уште двајца браќа кои се спомнати, но нивниот идентитет не го знаеме, може да претпоставиме во текот на ова проповед ќе стигнеме и до тоа. Меѓутоа, основното овдека што го кажува Павле, споменувањето на тие луѓе е во контекст на една контрола на дарението или една финансиска контрола кој треба да биде обезбедена при собирањето на тие средства. Реков нели минатиот пат, има глад во Ерусалим, дошла некаква несреќа, не знаеме каква, ги
поразила таа несреќа верните во Ерусалим, и апостол Павле организира собирање на помош меѓу нееврејските цркви во Македонија, во Ахаја, веројатно и во Мала Азија. И сега таа работа што тоа врши, тоа собирање на пари, а самиот апостол Павле инсистира да биде под надзор, да има некаква супервизија на таа финансиска работа, на тоа собирање. И има овдека, и тој кажува дека со ревно, тоа со радост го прифателе братот, не знаеме кој од сите цркви е предложен. Така, што значи дека Павле побрал од црквите, дајте ми човек кого го познавате, кој е докажан, во кого имате доверба, да биде дел од нашата група и на тој начин да се сите да бидеме сигурни и вие да бидете сигурни дека нема да се прави никаква малверзација со тие пари. Тоест, Павле е внимателен. Опа. Таа тема за давање. Дај на место таму. Добро, уште денес, следниот пат, одиме со друга тема. Павле внимателен да не доведе некого во сомнеш, да не доведе некого во ситуација да си помисли нешто за него, нити пак да се изложи во ситуација да биде од некого нападнат, критикуван, тоест, што правиш ти со тоа? Истиот принцип, значи тој принцип кога тој оди низ црквите, и сега истиот принцип тој го применува кога го праќа Тит во Коринт, за да го подготви собирањето на дарението во црквата во Коринт. Заедно со Тит, гледаме, е испратен тој истиот брат кој е дел од нив, кој го црквите го предложиле, и уште еден друг брат има, кој го не е спомнат, не знаеме за кого се работи. Предпоставките дека според она што го објаснува овдека Павле, дека станува збор за Лука, авторот на Делата на апостолите и едно од Евангелијата, кој е придружник во патувањата на Павле низ македонските цркви и во Ахаја. Така да, во секој случај, тој е човек кој станува дел од службата на апостол Павле, има ревност и сега кога слуша дека има добар прием за неговиот избор од страна на коринтијаните, неговата ревност станува уште поголема, така да со уште поголем мерак тој решава со Тит и со тие тројца браќа дотидат во Коринт и таму да го организират, да го подготват собирањето на средства. Но, ајде се вратиме повторно 20-21 стих, вели, пазејки се Павле, сето тоа го прави, зашто се пази да не укори некој поради обилните приноси, за чие собирање се грижиме ние, зашто ние се трудиме за доброто не само пред Господ, туку и пред луѓето. Така, со други зборови, вели, ние се грижиме не само пред Господ да бидеме чисти, и пред луѓето сакаме да бидеме чисти. Не се доведе во ситуација, нити пак сака да ги доведе луѓето во ситуација да си помислуваат нешто, си прават некакви сценарија за тие пари, кај одат, што, како се соберат и така натаму. Павле знае дека е така непријатно е и луѓето, повеќето луѓе не би се осмелили да го прашат, да му барат сметка. Колку некој има повисок авторитет, толку потешко е да му побараш сметка. Лесно да побара сметка некој кој се наоѓа на висока позиција од оној што се наоѓа на пониска позиција. Но да отидеш на шефот и да му кажеш ти што правиш, дај ми сметка за твоето работа, тешка работа. Потешко е тоа. Павле е апостолот. Меѓутоа, тој не сака воопшто да се доведе во ситуација или да доведе некого во ситуација на непријатност да го прашува, да му бара сметка. И затоа тој вели, не само пред, не доволно јас со тоа, не доволно што ми е чиста совеста пред Господ. Мојата совест е чиста пред Господ, но сакам и пред луѓето, и тие, и пред нив да бидам чист. Тоест, ја поставува својата работа под контрола на проверени луѓе. И тоа е правилниот начин. Не е доволно во моето срце јас да си знам дека работам поштено, дека работам честно. Имаш еден период
кога продававме колачиња, па луѓето ставаа пари за кафе што пијат и пребројувањето го правеше краси. Јас си реков, треба да има уште некој човек, треба да има некоја организација во таа работа. Зашто сепак се работи за пари. И таа секогаш вика, и нели, бидејќи може некој човек да си помисли нешто. И таа секој одговорот беше, ама јас сум се чиста пред Господ. Кој сака да си помисли, јас сум чиста пред Господ. Да, но Павле вели, ние не треба да дозволиме да се ставиме во стација луѓето да си помислуваат нешто. Павле тоа го вели. Јас тоа го правам за слава на самиот Господ, нели? И 21 стих, се трудиме за доброто не само пред Господ, туку и пред луѓето тоа да го правиме. После тоа веќе нели заврши и така. Но тоа е начинот, тоа е принципот. Павле сака да биде така Павле, зашто тој знае, а и покажува црковната историја на христијанство, дека служителите, сигурно служителките, но служителите повеќе се така познати, паднале заради пари. Или заради пари, или заради жени. Ги фатиле во неморал. Тоа се двете основни причини поради кои големи служители во историјата на христијанството го загубиле авторитетот, го загубиле службата, угледот и се им пропаднало. И наскоро нели имаше таков случај, кога ми е многу непријатно што се почна да се подига после смртта на тој голем служител, зашто толкуте многу пострадани од неговата служба, ништо не реагирали додека бил жив. Не дека не постои вина зад неговата служба, меѓутоа, зашто кога тој веќе почнал погреба, сега се вадат сите работи кога не може да се брани, да се заштити. И на крајот на краиште што ќе направат? Ќе го откопат, да го осудат, ќе го запалат на клада неговите коски. Како да е? Идејата ми е дека деликатна е темата, Павле знае дека е деликатна темата, и гледате колков текст тој вклучува овдека, кој е насочен токму на таа контрола, финансиска контрола. Не е типично, не е нормално да постои каква и да е христијанска организација, било да е мисија, било да е црква, било да е некаков друг вид организација, институт христијански, било што да е, во кој што ќе се функционира тоа финансиско работење, воопшто службата, без да има таква контрола. Има луѓе кои тргнуваат мисионери и собираат пари. И како трговци поединци, без да постои некаков одбор, борд задни, без да постои некакво тело на кој што тие ќе дадат сметка. Павле не е таков. Павле има цел тим кој што контролира се што се прави. Били Греем е еден од служителите на кој што не му се најде ниту една дамка во неговото финансиско работење. Обично финансиското работење на тапет на таквите големи организации. Организацијата Били Греем е можеби една од најдолгите во своето постоење во 20. век. Продолжи во 21. век. Тој е цело време под лупа. Тој организираше евангелизации во целиот свет. Евангелизации кои беа покривани од медиуми. Например, 93 или 4 година во Москва имаше евангелизација која сателитски го постигна рекордот на сателитски преноси низ целиот свет. Потоа фудбалските првенства го соборија тој рекорд. Тој постигна таков успех на гледаност, на директен пренос. Тоа беше почетокот на тие сателитски преноси. И тој човек успеа да покаже, да устои, но знаете тој што правил на почеток кога почнале евангелизациите низ Америка? Ќе отиде во некој град и кога ќе се собере она што треба да се собере, како доброволни прилози и така натаму, од сметки на луѓе, од фирми кои го помагале, од доброволниот прилог на самиот настан, сето тоа го објавувал во локалниот градски весник со еден детален отчет на собраното.
И така, тоа е идејата на една од принципите кои Павле ги изнесува кога станува збор за давањето. Потоа пак се враќа на мотивите, значи откако завршува со контролата, пак се враќа на мотивите и повторно оној принцип давањето не треба да биде со притисок, не треба да биде под притисок. Тоест, не треба да бидат луѓето манипулирани на друг начин, иако малку манипулативно изгледа ова што го пишува овде, дека не е тоа воопшто идејата. Што пишува, што раскажува? Вели, ви го праќам сега Тит, за кога ќе дојдам јас подоцна со македонците во Коринт, парите да бидат собрани веќе. Јас сум кажал на македонците колку сте вие во Ахаја, во Коринт, дарежливи. И сега, кога ќе дојдам со македонци, да не се постравам јас, не јас, туку вие, но јас бидејќи ве фалам многу пред македонците. Затоа, дека вие дури што минатата година, тоест уште кога јас бев кај вас, собравте, и сега во тој период, може би една година, додека не е меѓу нив, тој повторно упатува апел да соберат помош за верните во Ерусалим, и им вели, и сега прво ги праќам Тит, они да подготват, да соберат, а потоа кога ќе дојдеме со македонци, не само да го земеме и да го однесеме во Ерусалим. Другото нешто што всушност го гледаме овдека е дека Павле воопшто не сака да биде таму кога се собираат парите. Тој воопшто не е присутен. Современите пристапи, како да кажем, техники на собирање е оној најдобриот, највештиот, најспособниот, оној најубедителниот да излезе на службата и да го фати моментот додека тој е таму, да направи мал притисок, кој ќе биде емоционален, психолошки и така натаму, со некоја срцебарателна историја за гладните некаде, за успешното служење, така натаму, и по тој притисок, по тоа убедување да се соберат средствата. Павле воопшто не сака така да постапи. Тој не вели, чекайте додека не дојдам јас таму, па јас да ве убедам вас, да ве притиснам малку повеќе и со мојот авторитет, споради моето присуство меѓу вас физички, некако да иседам повеќе од вашите джебови, така да ве притиснам малку повеќе. Не. Тој ги пушта Тит, го пушта Лука, пушта уште некој брат, што собрале, да го земат. Сум присуствувала на такви служби, многу е непријатно кога си на таква служба. 5 минути, 10 минути, има една подготовка, психичка подготовка, со убедувања, со раскажувања, со ветувања, дека Бог сето тоа така ќе го благослови на специјален начин и на крајот тоа емоционално средство треба да истиска така, да исцеди повеќе. Треба да бидеме чувствителни кон потребите на луѓето, секако. Секој дека треба да поттикнуваме, да охрабруваме. Меѓутоа, на крајот на краиштата, таквото давање под притисок не е она што Бог го сака. Не е давање со радост, не е давање од срце, не е давање од благодат, поради благодата што Бог ја покажал. Тоест, таквото давање противречи на духот на благодата во Христовата црква. И на крајот на краиштата, таквите техники ги употребуваат служители, пастори, кои се наврват на листата на платени или богати христијански служители. Такви се Джозеф Принц, оној американецот Джоел Остин, Джойс Мајер. Имаат толку пари, што 20 години да не влезат, да поборат од црква, ќе можат да живеат. Не 20 до крајот на животот, дори си ги обезбедили веќе и внуците. Имаат куки со по 10 спални, имаат приватни авиони, огромни ресурси. И пак одат, и пак
потикну, пак ги користат тие средства. Па тие самите можат да покриваат потреби на огромен број служители, само со нивните банкарски сметки. И на крајот всушност се покажува која е причината. Зошто го прават сето тоа? Зошто сакат да бидат богати. И го постојано го цитираат оној принцип за сеење и жнеење, кој навистина јас верувам, и да треба да даваме со очекување дека Бог ќе ни даде уште повеќе, дека ќе пожнееме уште повеќе, меѓутоа тоа не е мотивот за давање. И тука го гледаме тој принцип, аналогија која користи апостол Павле од земјоделието, вели оној кој скржаво ќе фрле семе во земјата, скржаво ќе пожнее. Оној што богато ќе посее, богато ќе пожнее. Со тоа, овој пример што го дава всушност Павле, ни кажува дека давањето не е едноставно споделување на ресурсите. Споделуваме она што Бог ни го дал, даваш и крај. Наведом изгледа така. Бидејќи кога земјоделецот ќе го фрли семето во земјата, тој се откажува веќе од тоа семе. Не може да го врати. Ако не успее, ако не роди, тој не може веќе да го врати назад во торбата. Го фрла и остава таму. Што ќе се случи? Ќе се случи. Меѓутоа, кога го фрла семето, иако нема никаква контрола на тоа семе, тој не знае што ќе се случи. Тој не може да го контролира самото никнување на семето. Тој сее со очекување. Очекување дека тоа семе таму ќе даде плод. Иако нема контрола, иако неповратно го фрла по земјата, се со очекување дека ќе даде жетва тоа семе, ќе добие плод. Тоа значи дека давањето не е само споделување обично на ресурси, давањето е операција во која има повратен резултат. И тоа резултатот е као оној кој дава. Давачот треба да очекува таков повратен резултат. Тој дава, но не дава во ветер. Туку дава, знаејќи дека Бог тоа ќе го умножи на некаков начин. Изгледа како загуба, но реално не е загуба. И при тоа, вели, има пропорционалност. Колку повеќе фрлаш, толку повеќе добиваш. Ако скржаво дадеш, со стиснато срце, скржаво ќе добиеш. Ако дадеш со радост, изобилно, Бог ќе ти врати. Кој дава малку, малку ќе доби и обратно. И сега на наредните стихови, што ќе ги прикажеме, се во тој контекст. Сушност, се дообјаснување на овој принцип, принципот за сеење и жнеење, тоест давање со очекување. За тој принцип многу е важно пак давањето со радост, со правилен мотив, не од жал, не од принуда, не под притисок, туку од срце, зашто Бог вели го љуби оној што дава од се срце, од срце што дава. И пак ќе кажам, оние што притискаат за давање, оние што манипулираат, ги манипулираат верните во црква за давање. На крајот ги доведуваат дарителите, оние што дават во ситуација на неблагословено давање. Зашто Бог не го благословува таквото давање. Кога даваме од жал, со стиснато срце, неволно или по принуда, бидејќи некој не притиснал, тоа давање веќе не е благословено давање. Тоа давање не е според овој принцип на сеење и жнеење. Јас сум присуствувал на цркви, на служби, во кои што ќе се пушти еднаш доброволниот прилог и додека трае славенето се пребројува и ќе излезе некој или од водачите на црквата, од старешините или пасторите, каже: оваа недела не собравме доволно, духот ми вели дека не дадовте доволно, ќе го пуштиме уште еден пат. И повторно го пуштаат доброволниот прилог, додека не биде задоволен духот. Не. Многу е непријатно, не е тоа вистинското давање. Павле не го прави тоа овдека. Тој вели, Бог ве благословил,
Некој го благословил повеќе, оној што го благословил повеќе треба да даде повеќе, зашто Бог ќе му врати пак повеќе. Така да давањето произлегува од желба да се помогне, не од некаков стремеж или да се стекне репутација на дарител, или под некаков притисок или некој друг начин. И самиот Христос предупредува: давај без никој да те види. Ако ти го даваш за да видат сите дека таа црква е дарежлива, нели, да се дури има такви цркви во кои што секоја недела од кога ќе собере доброволен прилог се каже колку собрале денес. И има еден надпревар, едно надпреварување. Кој е рекордот, знаеш, кога како на графика уште да стават табеларен приказ, нели, дали оди нагоре или надолу. Не е целта надпреварување, не е целта конкуренција, уште да се стават па на сите цркви што постојат во Македонија, па да видиме како е. Вели, тие си добиле веќе наградата. Тие што ја дават за да ги видат, она што се покажува веќе, наградата е загубена. И продолжува Павле, вели, Бог може изобилно да ве дарува со секаков дар. Секогаш да имате доволно за се, да бидете од срце дарежливи во секој добро дело. Гледате пак принципот. Бог ви дава, може да ви даде толку. Ако вие давате, Бог ќе ви даде толку, за да можете пак да давате од се срце дарежливо во секој добро дело. Тоест, ние веруваме во Бог. Нашиот Бог е некој кој дава изобилно, возвраќа изобилно. И сега, јас се стакам, имам страф, не се стегам, а и многу други, нели, христијани, дека ако говориме, го користиме тој принцип за очекување, дека давањето е всушност сеење од кој ќе пожнееме, ќе го смени мотивот кај луѓето, кај христијаните, ќе почнат да дават за Бог да им дава. Тоест, ќе има еден клиентелизам, така, сделка со Бог. Сега дадов, Господе, ама ти врати ми 5 пати повеќе или 10 пати повеќе. Да, постои таква опасност. Меѓутоа, Павле ја исклучува тој проблем, бидејќи кога вели, ние даваме со очекување, нема ништо лошо во тоа да даваме со очекување, но тоа не е нашиот мотив. Тоест, очекувањето за повеќе не е за да бидеме ние побогати на крајот на краиштата, туку очекувањето за повеќе, за една богата жетва, за возвраќање изобилно од Бог, е за да можеме пак повеќе да дадеме. За да можеме пак повеќе да учествуваме во Божјото дело. На крајот на краиштата и воопшто да не очекуваме, и дури да сме против тоа Бог да ни дава, се, апсолутно се пак е од Бог. И оно што веќе сме го добили од Бог, и оно што ќе го добиеме, колку да е понатаму, пак ќе биде од Бог. Ми лепот секој ден што го јадеме. Да, за тој леп има брашно, за тоа брашно е воденицата, нема веќе воденици, мелницата како се мели, зад мелницата е житото, земјоделецот, ама за сето тоа е Божјата рака. Тоа е. Ако не е таму Божјата рака, нема да има леп. Се е од Бог. Секој дар е од Бог. И сега, вели Павле, давајте, знаејќи дека се е од Бог, и давајте верувајќи, надавајќи се, очекувајќи Бог пак да ви даде. Зошто? И сега тука пак една цитира, не знаеме од каде, не мислам дека беше, да, не знаеме од каде е овој цитат, Павле цитира од некаде, може би од некој поете, раз да им даде на сиромашите, правдата негова останува вечна. Гледате, Бог дава. Давајте со очекување, ќе ви даде повеќе. Зошто? Не за да бидете вие побогати, туку за да можете уште повеќе да се радувате на можноста да давате. Голема е радоста, голема е благодата кога човек може да даде. Голема благодата кога Бог така го благословува, за да може да сподели со оној што нема. И всушност тоа е најголемата награда, ќе видиме ние понатаму за оној што дава. Не случајно Павле вели дека нашиот Господ рекол, поблажено е да се дава, отколку да се зема. Даваме за да не даваме, даваме за да имаме повеќе, не од себични причини,
ако даваме за да имаме повеќе само за себе, за да бидеме побогати, е тоа што е неправилниот мотив. И пак нели се вратиме пак за реакцијата на оние кои добиваат. Зошто е поблажено да се дава отколку да се зима? Зошто не секогаш тој благослов што ќе го добиеме од Бог, а сигурно ќе пожнееме жетва од давањето, не секогаш се мери со материјални вредности, не секогаш со пари, туку има и нешто друго. Па во се збогативте за секаква дарежливост која преку нас предизвикува благодарност кон Бог. Прво благодарност кон Бог. Видите, во овој текст зборот благодарност се употребува, се среќава овде, па има едно го прославуваат Бог и молитвите. Тие со молитви за вас копнеат по вас. Тоа се тие богатства што ги добива дарителот. Добива благодарност. Знаете, голема е работата кога ќе му помогнеш на некого и ќе видиш како од радост плаче. Затоа што некој му помогнал. Сигурно Павле е имал можноста да ги види верните во Ерусалим, кога им го однел пари од неевреите, од некои македонци, од некои коринтини тамо, кои евреите не ги сметат воопшто за луѓе. Таква е културата во тоа време. Ако не си евреин, ти си подолен. И сега тие собрале пари да ги нахранат верните во Ерусалим. Сигурно таа гледка го допрело срцето на Павле. Голема е радоста кога ќе видиш како некој ти е благодарен за помошта што ја даваш. И тоа е богатството, тоа е блаженството. Затоа е поблажено да се дава отколку да се зема. И ние како црква сме го правиле тоа многу пати. И луѓето биле благодарни. И црквата заради тоа била благословена. Голема е жетвата кога ќе се видат луѓе кои се допрени, кои се благословени, кои се помогнати и се благодарни. И тоа не е не само благодарност, туку поттикнува молитви. Вели, тие со молитви копнеат по вас. Знаете ли за кој правено статистика за кого најмногу се молат христијаните? Знаете ли за кого најмногу се молат? За тие кои најмногу им помагаат. Тоа е вистината. И аз знаете за кого најмногу се молам, секој ден кога се дома да се молиме, се молам за секој еден од вас, за секој семејство, секој поединец. Зашто ние сме заедно си помагаме. Ние сме дел од нашата црква. Некој пат ќе ми дојде некој од друга црква. Меѓутоа, тоа е она што е дел од мојот живот. Тоа е оние со кои што си врзан. Оние со кои што имаш, тие што се блиско ти имаат зимање, давање. Тоа е тоа. Имаме пријатели како црква. Се молам за нив. Бидејќи ние сме пријателите, ние сме заедно вклучени во Божјото дело. Овдека вели тие што примија пари, тие што беа благословени од вас, се молат сега за вас. А знаете ли кој Бог најмногу благословува? Оние кои имаат најмногу молитви, тоест оние за кого најмногу се молат. Тоа е принципот. Така, оние кои дават, луѓето се благодарни за нив, се молат за нив. И Бог ги благословува тие заради тие молитви. И тоа е на крајот пак жетвата. И Бог е прославен. Благодарност кон Бог, го прославуваат Бог за вашето покорно исповедање и така натаму. Сигурно му е мило на Бог кога гледа како луѓето дарежливо со радост споделуваат, како некој е благодарен, радосен, допрен за тоа и сето тоа на крајот го прославува Господ. Господ е прославен. А се што носи слава на Бог, тоа му е мило на Бог. Давањето го прославува Бог. И тоа е она што и на крајот сето тоа Павле го сумира, сето тоа блаженство во една кратка реченица. Да му благодариме на Бог за тој неискажлив дар. За кој дар? Давањето, можноста да дадеме. Дури вели, со зборови не можеме да го опишеме тој дар. Колку голем дар ни подарил Бог. Да можеме ние, таа благодат што е покажана кон нас, да ја споделуваме.
Давањето е угодно на Бог, зашто веќе благодат не била дадена. Бесплатно добивме, бесплатно давајте, вели Господ Исус. Тоа е Божјата основа, тоа е мотивот за христијанското давање. Господ да ве благослови сите и давајте како што сте давале. Верувам дека ова црква која се дава од радост, се дава од срце. И тоа е потврдено, додолу што понатома, Бог не не заборавил и нема да не заборави. И изобилно ќе не благословува. Амин.